Во текот на вчерашниот ден не изненадија врнежи од снег, не дека не е очекувано во овој дел од годината да има врнежи од снег, но со оглед на тоа дека изминатиот период беше мирен во однос на врнежите од снег, некако вчера па и сите му се израдувавме на врнењето на снег, но каква е состојбата на патиштата во текот на вчерашниот ден? Во неколку наврати на повеќе места на државните патишта во земјава беа воведувани забрани за движење на тешки товарни возила. Каква е ситуацијата денеска? Разговараме со директорот Костадин Ацевски на јавното претпријатие Македонија Пат. Костадин, добро утро. Добро утро, поздрав до вашите гледачи. Поздрав. Еве и на самиот почеток, каква е состојбата на патиштата денеска? Сите патни правци се проводни, забраните за тешки товарни возила кои превентивно беа воведени на ѓавато се укинати, на стража е укинато, имаше од Сабајлево на патниот правец Крак Маврово Дебар и таа е укината, така да сите патни правци се проводни и сообраќајот се одвива нормално. Има ли некаде се уште остатоци на К6 снег или како и да кажувате лизгав коловоз? На повисоките места има некаде остатоци на К6 снег, тоа е оној снег што останува под ножот, како што велат службите на специјалните возила кои го чистат снегот, меѓутоа е опесочено, фрлена е сол, така да сообраќајот се одвива непречено и тие остатоци се само на повисоките места и во ретки случаи. Така, во текот на вчерашниот ден имавте полни раце работа, на поголем дел од патиштата во неколку наврати имаше забрани за движење на товарни моторни возила. Она што прво може да се види секако се екипите на јавното претпријатие Македонија Пат кои веднаш излегуваат на терен да ги исчистат патиштата со цел да се обезбеди безбеден сообраќај. Ве прашувам дали имаме доволно расположливи средства и механизација навреме да се соочуваме со ваквите предизвици? Видете, механизација и расположливи средства никогаш доволно, поготово ако се земе во предвид дека долго време механизацијата во јавното претпријатие за одржување на магистрални и регионални патишта не била соодветно обновувана. Се пред известен период набавени се нови специјални возила, меѓутоа тоа е далеку од доволно. Но со капацитетите што ги имаме, кои сметам дека се задоволителни од аспект на тоа, ако земеме и третите лица кои се ангажирани за зимско одржување, мислам дека сега за сега можеме да се справиме со состојбата. Со тоа што таа механизација, специјална механизација од таков тип, која многу брзо се амортизира и треба постојано да се обновува, а со години тоа не било случај. Така, обезбедивте ли доволно сол и ризла? Ова ве прашувам затоа што реално зимата е непредвидлива, не знаеме која година колку снег ќе заврне и колкави количини се обезбедени. Сол и ризла има обезбедено во доволни количини. Сол моментално имаме околу 12.000 тони, претходно се имало уште 10.000 тони на залиха кои се веќе употребени, меѓутоа на располагање имаме уште околу 12.000 тони сол, што е и повеќе од доволно. И уште едно прашање би сакал да ве прашам во продолжение на денешниот разговор, како апел до возачите, каде да внимаваат поради активности на терен, каде во моментов има интервенции на патиштата, односно каде има санации на делниците и останати градежни зафати? Градежни зафати моментално не изведуваме, сконцентрирани сме за зимското одржување и да внимаваат делот кај што има одрани кои се соодветно обележани и за кои треба поспецифични зафати за нивно расчистување. Инаку при сообраќајот треба да се внимава на сите пратни правци, поготово во зимски услови, да се придржува до законот, правилата и прописите од законот за безбедност на сообраќајот, да се прилагоди брзината и да се носи зимска опрема, односно да се користи зимска опрема, вклучително тука и зимските гуми, бидејќи голем дел од застоите што се јавуваат на патиштата е поради некористење на соодветна зимска опрема и ќе дојде поготово кај тешките товарни возила. Имавме минатиот пат случај на автопатот Штип-Миладиновци, кога се изврте шлепер, го блокираше патот, а шлеперот беше со летни гуми. Така да, затоа и забраните за тешки товарни возила се воведуваат од превентивен карактер, бидејќи доколку дојде се испречи некој такво возило, доколку дојде до застој, потоа и нашите возила не може да пристапат и да извршат расчистување на патот.
Само да ве прашам и ова, докаде е реконструкцијата на автопатот на излезот од Скопје кон Велес, бидејќи се уште нели постојат тие огради и се пренасочува сообраќајот на две ленти во еден дел од автопатот? Таа реконструкција ја изведува јавното претпријатие за државни патишта. Ние сме задолжени за одржување на патиштата и веројатно они подобро ќе ви одговорат, меѓутоа сигурно ќе биде завршено штом отпочне сезоната за асфалтирање. Знаете, асфалтните бази работата на асфалтните бази е условена со временските услови, односно чим дозволат временските услови, чим се затопли времето, тоа е некаде веќе март месец, ќе може да се пристапи кон завршување на тие недовршени работи. Господине Ацевски, јас ви благодарам за денешното вклучување во утрински брифинг и за овој брз утрински брифинг денеска во нашата емисија. Секако за сите оние информации кои што се од интерес на јавноста, повторно ќе ви сконтактираме за навремено да ги информираме нашите граѓани. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам и на вас за интересот.